Na Otca i Sina i Svetog Duha. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри. Еве денес кога се собравме ова вековно огниште на Духот Свет, да се сетиме на делото и на верата на светите апостоли, за кои што секогаш и никогаш досадно не е да се повтори дека се верата на Светата Црква Божија, верата на апостолите е нашата вера. И ако сакате да знаете колку сте или не сте православни, прашајте се во колкава мера сте доследни во исповедањето на верата на светите апостоли или во колкава мера отстапувате од верата на светите апостоли. Но таа вера не е абстрактна, таа вера не е мисловна, само конкретна и го опаќа секупниот живот на секој нејзин член и на сите членови на Светата Црква заедно. Затоа, најмили мои, и ние денеска сме тука не само да ја сочуваме, да ја спасиме, нашата молитвена анамнеза или сеќавање на животот и делото на светите апостоли, туку и да ги продолжиме. Мисијата на Светата Црква одив започната во денот на Светата Педесетница е мисија што и ние денеска ја извршуваме. И померато нашата совесна и одговорно извршување на Светата евангелска мисија, Светата Црква Божја е жива или умира, расте или се намалува. Па гледајте колкава е нашата одговорност за иднината на Светата Црква Божја. А нејзините перспективи не се историските перспективи на физичкиот свет и на секуларното општество, туку есхатолошките, вечните перспективи на Царството Небесно. Затоа сме тука и во тоа ја гледаме смислата на нашето постоење без оглед на тоа на која професија и припаѓаме, степенот на образованието, на кој етнос му припаѓаме, на која раса и припаѓаме, на кој социјален или општествен слој му припаѓаме. Сите до еден све повикани да земеме живо учество во мисијата на Светата Црква Божја, која што за задача има да се избори за спасение на човекот и на светот. Господ да ни даде сила, да ни ја умножи љубовта, да не спаси од омразата меѓу луѓето, меѓу народите, да не спаси од зависта што се раѓа во нас поединечно и на колективен или народен етнички план. И да не дарува, како што реков, со љубовта Божја, која што има сила да се умножува на чудесен начин. Таа се умножува за онолку, за колку што се раздава. Гледајте, се друго што се раздава се намалува, а само љубовта се умножува по мерата од езиното раздавање или делење со сите браќа и сестри околу нас. Амин. Амин.